Скандалозно нехуман прием и третман на пациент во Кочанската болница изнесува семејството Шанговски. Тврдат дека нивниот татко и сопруг Кочо Шанговски, дојден од Канада во Кочанската болница, доживеал животни трауми. За 5 дена колку што е хоспитализиран таму, семејството можело да го види само еднаш, а состојбата во која го затекнале била страшна. Кога улегнавме ние у собата, он беше ставен у терминално оделение, соба број 10, и беше мокар од тука надоле. Успеавме со ќерката да го пресоблечеме, да го навлеки да менеме, да сменеме навлеки, да ово, пошто целото беше, целиот беше мокар. Мислам, катастрофа. Сега докторките од интерно, они не дозволуват посети и затоа ни рекоа да си заминеме, ние си заминаме. Од тога и ние го немаме видено. Од тогаш до сега на семејството не му е дозволено да влезе во болницата, а немаат ниту информација за состојбата на сопругот и таткото. Звонам на вратата да прашам што е, излава докторката и ми вика дека ние си ја работиме работата, јас ти реков на тебе ти да го однесеш за Скопје, пошто ние пред тоа бевме тука, да го однесеш за Скопје, а сега и она си заминува, не ми кажува, мислам, у тешка ситуација е, вика, доваѓа сестрата и вика, остави го број, ќе ви се јавиме ако умре. Шанговски се канадски државјани, па во обидот да стигнат до информации за Кочо интервенирала и канадската амбасада, но не помогнало ниту тоа. Крајно разочарани, тие ангажирали и адвоката, најавуваат и судска постапка против болницата и сите инволвирани во случајот со Шанговски. Прво се руше правото на човечност. Никој не го е питал, никој не ме е питал што да му стават. Ја не знам ни што му стават, ни што не му стават. Што со закон треба да се знае. Да се знае, да знае пациентот што му дават. А ако пациентот, пошто пациентот не зборе, не може да зборе, значи јас сум таа што сум главна за него, како негова жена. Од Кочанската болница за случајот кој семејството го посочува за сега нема одговор. На нашите телефонски повици менеджментот на болницата не одговара. Инаку Шанговски во Кочани, родното место на Фредерика, дошле првпат по повеќе од 25 години од Канада, за овде да ги поминат празниците.